Татјана Димитровска досега не се повлече од челната позиција на антикорупцијската комисија. Оттаму велат дека немаат информации за евентуална оставка од актуелната председателка, која од вчера е осомничена во случајот Адитив за спорните набавки на адитиви за согорување на јаглен во термоцентралите тешки над 6,5 милиони евра. Комисијата, велат, ќе продолжи да функционира редовно. Државната комисија за спречување на корупција во рамки на своите законски надлежности продолжува да функционира редовно. Согласно член 15 став 2 од Законот за спречување на корупцијата, во случај на спреченост на председателот на Државната комисија ја представува и застапува заменик председателот на Државната комисија, избран согласно со одредбите на овој закон. Димитровска заедно со останатите антикорупционери беше избрана од пратениците во февруари лани. Доколку самата не се реши да напушти функцијата, правна можност за разрешување има собранието. Според законите, председател на ДКСК може да биде разрешен во случај кога ќе биде осуден правосилно на казна затвор од најмалку 6 месеци. Друга можност за разрешување е доколку има изречено забрана за вршење професија или стори тешка повреда на етичкиот кодекс на ДКСК. Димитровска е осомничена за одавање на службена тајна и е под мерки од судот од вчера вечер. Остана без пасош и има забрана за работни активности кои се поврзани со кривичното дело, односно не смее да има контакт со предмети, пошта или друга документација поврзана со работењето на антикорупцијска воедно и не може да гласа или да распределува предмети. Председателката на екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, кој е обвинет во Адитив, од мај до декември лани во повеќе наврати му пишувала преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp какви постапки се поведени за отворање на предмети против сега обвинетите правни и физички лица во предметот Адитив и одлуки по истите, како и податоци за проверка на имот и неговото семејство. Заедно со Димитровска, проширената истрага опфати уште двајца. Под мерки е поранешната финансиска директорка во ТЕЦ Неготино, која се товари дека преку WhatsApp на обвинет во Адитив му пуштила фотографија од барањето за доставување на документација за набавката на мазут од 21 до 2023. Првоосомничениот кој од вчера е во притвор од 30 дена се сомничи за злосторничко здружување и за помагач во злоупотреба на јавни набавки и перење пари. Тој бил вработен во една од фирмите од декември 23 до ноември 2024 година и во 84 наврати примел пари на име трошоци за службени патувања, средства кои биле добиени од злоупотребите при тендерските постапки. За случајот Адитив со претходно 31 обвинет и 5 фирми веќе има поднесено обвинение, меѓу кои за екс-директорот на државните електрани Васко Ковачевски, неговиот наследник Васко Стефанов, поранешните директори на РЕК Битола Пеце Матерски, на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, поранешните комерцијални директори на ЕСАМ Адријан Муча и Дачо Стојановски во периодот од април во 2023 до август во 2024 создале група со цел вршење на кривични дела. Меѓусебно се договарале да ги изиграат постапките за набавка на адитив за јаглен за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломи. На фирмата која го добила тендерот и овозможиле да се стекне со имотна корист од над 6,5 милиони евра.